Откровение на апостол Јован, 9 глава. Затруби петтиот ангел, и видов звезда како падна од небото на земјата, и беше даден клучот од кладенецот на бездната. Па го отвори кладенецот на бездната и од кладенецот излезе дим како дим од голема печка. Сонцето и воздухот потемнеа од димот на изворот. И од димот се појавија скакулци по земјата, и им се даде власт, каква што имаат земните скорпии. Им се рече да не ја повредуваат тревата по земјата, ниту какво и да било зеленило, ниту некое дрво, а само оние луѓе кои немаат печат Божи на челата своји. Им се даде не да ги убиваат, туку само да ги мачат 5 месеци. И мачењето нивно беше како мачење од скорпија, кога ќе касне човек. Во тие дни, луѓето ќе ја бараат смртта, но нема да ја најдат. Ќе посакаат да умрат, но смртта ќе бега од нив. По својот облак, скакулците личеа на коњи приготвени за војна. На главите нивни имаше нешто слично на златни венци, а лицата им беа како лица човечки. Имаа коски како косите на жените, а забите им беа како заби на лавови. Има оклопи како оклопи од железо, а шумот на нивните крилја беше како шум на коли со многу коњи кога трчаат во војна. Имаа пак опашки како скорпиите, а на опашките осила им беше дадена сила да им пакостат на луѓето 5 месеци. А за цар над себе го има ангелот на бездната. Името негово по еврејски е Авадон, а по грчки Аполион. Едното зло помина, еве, идат уште 2 зла по него. И 6-тиот ангел затруби, и чув еден глас од 4 рога на златниот жртвеник што е пред Бога, кој му зборуваше на 6-тиот ангел кај кого беше трубата. Ослободи ги 4 ангели, врзани кај големата река Еуфрат. И беа одврзани 4 ангели, кои беа приготвени за часот и денот, за месецот и годината, за да убијат 1/3 од луѓето. Бројот на коњаниците беше 200 милиони, го чув нивниот број. И така, во видение ги видов коњите и оние кои јаваа на нив, што има оклопи огнени и синкасти и сулфурни. Главите на коњите личеа на глави од лавови, а од устата нивна излегуваше оган, дим и сулфур. А од тие 3 зла, огнот, димот и сулфурот, што излегува од нивната уста, умре 1/3 од луѓето, бидејќи нивната сила беше во нивната уста, а опашките нивни, што личеа на змии, има глави со кои пустошеа. А другите луѓе, што не загина од тие зла, не се покаја за делата на рацете своји, да не се поклонуваат ни на ѓаволи, ни на идоли златни, сребрени, бронзени, камени, дрвени, кои не можат ниту да гледаат, ниту да слушаат, ниту пак да одат. И не се покаја ни за убиствата своји, ниту пак за вражбите своји, ниту за блудството свое, ниту за кражбите своји.